од празни зборови, одамна напишани, меѓу нив сме јас и ти во времето заробени. Сите лажни приказни, за мене тажни, се тоа што ќе остане, сега јасно е, едно си ти, друго сум јас сум за неа, ти за да се возиме од ова небо, иако знам јас дека се едно е кој и каде кога, важно да сме заедно во овој град, секој си има своје минато. Целиот напор се исплати само доколку не се откажеме од она што сме го наумиле. Таа не се откажа. Затоа доволно зборува незината естрадна приказна која трае повеќе од 20 години. А дали ги остварила своите соништа и планови ќе ни открие самата. Во градот на виното се дружиме со една прекрасна млада жена. За кого станува збор ќе дознаете ако останете со нас. Нешто недостасува, дел по дел исчезнува, сите лажни приказни, за мене тажни се, заминувам зад себе се што било оставам. Едно си ти, друго сум јас сум за Браво! Браво! И ајде во исти бој не се договоривме вака. Ама се погодивме. Патите се договоривме. Да. За бојме. Ба си одговараме сега. Добре. Да. Хубаво е времето и нема друга боја, нели? На вакво сонце. Така е, да. Да пробудиме малку. Така, бој. да ја најавиме Ова е пролета. енергија. И да, и да ја најавиме и пролета. Да. Значи, пред да почнеме да ја раскажуваме приказната за тебе и за твојот роден град, би сакала само едно кратко прашање. Дали ги оствари сите своји соништа? Јас мислам дека се уште не. Затоа што знаете како, ако сте workaholic, како што сум јас, никош не ви е доста. Мислам дека секогаш ми е малку. Секогаш можам повеќе, знам дека можам повеќе и сакам повеќе. Така да ќе видиме. Јас мислам дека имам уште многу време за да се остварувам На добар пат си. на сите полиња, да. Значи за соништата, за плановите, проектите и сето она што нели треба да се случува и се случува, ќе зборуваме малку подоцна. Сега рете нели да прочитаме низ Кавадарци и да ми откриеш зошто Кавадарци е толку убав град, бидејќи знам дека во една прилика рече нема да го смениш никогаш и за ниту едно друго место. Точно. Ајде да ми покажеш значи зошто Кавадарци е толку убав град. Ќе бидам убав, добар домаќин. Од каде почнуваме? Почуваме од плоштад па се движиме на кај моето мало, каде Ајде. јас пораснав. Одиме. Има една исконска земја со еден љубезен, топол и духовит град, каде што луѓето се ведри и насмеани, каде што струи хуманост и љубов, заедно со една питка арома, бидејќи е најпознатиот центар на најдоброто вино. Кавадарци е токму таа урбана чаша во која се собрала сета есенција од тиквешкиот крај, нашиот македонски вински рај. Во својот напис за Тиквеш, Љубљано Пеонија, објавен во Цариградски весник, македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Джинот запишал дека Кавадарци има една голема и красна црква и едно мало училиште, 3 мошеи, џамии, еден часовник, сахат, една стара висока кула, столб, каде што седат Ајан и Кадија. Што значи дека кон средината на 19 век Кавадарци било и срцето и умот на целата Тиквешка област, каде што биле сместени судот и управните власти. Во неговата околина се наоѓаат археолошки ископини што укажуваат дека овде постоела населба од античко време и средниот век, чии сведоштва се прекрасните средновековни цркви и манастири во околината и Тиквешкото крајбрежје. Неслучајно и самото име кое потекнува од грчкиот збор кавадион, што значи наметка од скапоцена ткаенина, гордо ја носи токму оваа градска харизма, богата со вредности, убавини, со памучна душа и челична храброст. Велат дека кавадарчани биле ткајачите на таа раскошна ткаенина, денес метафора на сето она што значи културно милје.
Градот со скапоцената наметка, која ги собрала вредностите од повардарието, магнетно привлечен и опоен, беше цел на аспираторските очи, кои со векови посегнуваа и по земјата и по крајот, но само избраните се за плашт, меѓу кои кавадарци, обдарено и витешки храбро, низ сите јареми и војни, даваше жртви и пролеваше крв место вино. Биди со мене. Во другите емисии друг те вози, сега ќе те возам ја. Се надам дека ќе видам добар шофер. Супер тур around the Се надам Кавадарци Сити. дека нема да не критикуваат. А многу е близко две жени. Да, не, многу е близко, секаде идеме пешки и стварно е се лесно достапно и така, ако сакате да си завршите едно добри 5-6 работи за кратко време, по Кавадарци све може да се заврши за кратко време. И најдобро Освен пешки, чекање така? по шалтери, меѓутоа да. Ја кола паркирам некаде низ град и од тука си одам пешки. Значи затоа ти не сакаш да одиш во поголем град каде што има многу Па гужва. не можам искрено од гужви, од метежи, од нервозни шофери ми е преку глава. Еве ја колку брзо стигнавме, тоа е мојата матична куќа, оде си се паркирам сега пред куќата на мајка ми. Ако љубовта е ден, тогаш ноќта моја тага е. Ако денот ми е ноќ, утрото ко касна е. Кога прашуваат за тебе, тоа боли најмногу од се. Кога сонот ми е јаве, стам јас нема назад, не. Ова е мојата куќа, местото каде што јас го поминав моето детство, тука сум родена, тука се моите родители се уште живеат. И многу блиско ни е до центар. Виде и сама колку Да, блиско да. стигнавме, да. Така да едно од местата каде што буди многу убави спомени. Колку пати имаш паднат овде на оваа уличка? Многу. На оваа улица учев да возам точак и тоа како мала моите не беа во можност да ми купат велосипед како што возеа другите мои другари или генерации деца од улицава и подалеку. Возев точак кој што мајка ми го донесе од незиното родно место од Ресен, вајда некој постар модел беше во тоа време и точакот имаше шипка вака на средина од оние спортските да возиш наведнат и таа шипката толку многу не беше згодна, ја мала окава и ја вака преку шипка со нозете и вака возев настрана. Ама важно возеше, И нели? важно научив да возам на таков точак, а точакот толкав голем. Исто возев ролери, на оваа улица се учев да возам ролери, ролшуи Да. од времето со Тоа ќе 4 те тркалца прашам, па и такви возевме ние, само да. врзалки, ништо друго на нив и такви лимени метални и 100.000 пати имам падната на улицава, така да. Сино сум велезе ја од детство. Тоа ќе те прашам, палаво дете беше? Многу темпераментно како што сум и до ден денес, меѓутоа нормално сега малку повеќе пазам. Бидејќи ми рече дека овде ти е училиштето. Да. Каков ученик беше? Ако беше палаво дете? Бев многу добар ученик. Многу добар не, меѓутоа одличен со просек со оценки, да. Се трудев, сакав да учам многу, одсекогаш бев амбициозна и упорна, да не речам инат во мене кој што ме тераше да бидам се подобра и подобра. Кажав на почеток, никогаш не ми е доста. Со училиштето, да, немав проблеми. Единствено нешто што го памтам како дете беше тоа што имав некој комплекс, веројатно, или некоја фрустрација од седење во последна клупа. Мислев дека оние најлошите ученици, немирните деца седат на последна клупа. Сега учителката што ме учеше до 4-то оделение, ако ме гледа, добро знае зашто зборувам. Ја поздравувам ако гледа, Ме седна на последна клупа и јас се убив од плачење. Прва работа, второ, од самиот стрес почна да ми брие во желудникот и во стомакот, ме фатија грчеви, па има проблеми со стомак, па ме носе на психолог, ме носе на директор, за да ми објаснам дека тоа не е и така страшно и толку лошо да седиш на последна клупа. Така да си има така некои проблемчиња. Тоа се како си има мала. помачки, си има помачки. Си има, па баба ми, мајка ми, татко ми дека на работа од Сабајле, па не беа достапни за да доаѓаат, мада гледате колку ми е блиско. Да, не па требало баба ми никој беше да те носи, жртвата, така. за да доаѓа да ме зима и да ме носи по Значи,
од дома и на школа, така да. Ти не можеш да бегаш, мислам, не можеш да се вадиш на тоа или Не се може, успав или да, нешто, да. тука ти е школата. Ептен преку улица ми е, така да еден од убавите моменти во животот, тоа детство, тие игри, кошарката и секакви игри што сме ги играле со нашите генерации беа тука токму во тој двор. Мислам дека не е лошо да отидеме да видиме каде ти бил првиот настап и да го видиме паркот кој што го спомена. Сега јас не Тоа е сум малиот сигурна, градски парк, полицајското паркче го викаме, таму како деца многу игравме, имавме многу забавни игри, си игравме сендвичари, Ајде, со таму. цвеќиња и со листови. Таму гимнастички ќе направи може некој сендвич, ајде. Утеха нема ни на небо, ни земја, полкава даја што крие. Инаку тоа е местото каде што беа моите први настапи. Тоа е кафич кој што се викаш у тоа време Рока, иде по возрастна генерација, ја така најмала, среќа што ме пушта, имав 17 години, а овие сите над 25 беа. Ама ти големи. главна си била, ти си Ама ја пеела. главна, да, не смеат да не ме пуштат. Така да беа меѓу првите настапи со багаж пред 21 година, точно 2001 овде во Кавадар. Значи убаво сум го изброила во нејавата, не ја слушна ќе ја видиш нели подоцна и реков дека имаш кариера која што трае повеќе од 20 години. Добро Точно, сум запаметила. Да. Кажи ми, нели со оглед на тоа дека ете си почнала многу млада, буквално си била дете. Дете, да. Се најде ли можеби во некој момент во ситуација да не да се изгубиш себе си како личност, меѓутоа да се изгубиш во тој некој свет, па да нели да се прашаш каде сум, каде терам, каде одам, дали можеби не знам се најде Дали некој правото за проблем, мене, да. Искрено да ти кажам, до ден денес се навраќам на сето тоа како јас сум можела да се сносам со сите тие предизвици, обврски. Сепак не е лесно да пеете рамо до рамо и на иста сцена со Калиопи, со Каролина, со Тоше, со Маријан Стојановски, Лидија Кочовска, Тања Кочовски, еден куп други, Тијана. Тамара беше уште мала, тогаш почнуваше и она после неколку години се сеќавам. И така натаму, значи многу голема одговорност. Значи многу голема одговорност, меѓутоа среќа што членовите на бендот во тоа време беа повозрасни. Така, па веројатно ти помогнале да ги 5-6 години постари од мене, така да добро ме држеа на земја, прво, второ ме воспитува буквално како нивна брат, сестра или дете, како и да е. И навистина не сум се сменила. Едноставно е едно многу големо и многу убаво искуство за мене, кое што, пак ќе кажам, можеби менталитетот влијае на целото тоа, мислам, градење на мојата личност и карактер, да до ден денес сум се уште така како што сум. Значи, Тоа се вика добро и си останала нормална. да, нормална, баш. За музиката ќе зборуваме нели малку подоцна. Ова е тоа полицајско ова е паркче. полицајското паркче. Зошто полицајско, кажи Затоа ми? што еве овде одман лево Така? се наоѓа градската полиција. Аха. И така се нарекло, ја така го знам уствари како дете. Во моментов сега како што го гледате е многу изменето и е многу поубаво направено со споменици од наши Така, фонтана јунаци, убава борци, има, да. убава фонтана. За жал сега не работи, нели уште е ладно, летото работи, функционира. И така убаво е средено. Посадени се многу дрвчиња, сменети се некои структури таму долу, дете за деца донесоа играчки. И така интересно. А таму долу Луда Мара ли е? Тоа е Луда Мара. Колку лудости правевте овде? Crazy Mary. Нели сите Многу. викаме каква си како Луда Мара? Ајде кажи ми колку бевте луди Мари? Најголемите лудости како деца, кој дете не е лудо, кој дете не е бунтовник само по себе, мислам тоа е нели нешто што се знае, сите сме го поминале. Да, игравме овде, всушност беше, ово не беше вака, него беше цело бетонско и имаше многу повеќе дрвја, меѓутоа сега има засадено нови и ние како деца што да играме, како да играме, се собираме многу голема екипа, игравме тоа што ти спомнав сендвичари. Сендвичи, па еве ја тоа гледам, еве секенца има, може да направиме сендвичари. Од листовите големи ни беа пупки Аха. и од вакви цвеќенца, тревичка, нешто што ќе најдевме, си правевме натри. Ова ти е зачина, ова ти е кетчап, нешто црвено ќе најдеш, од оние бобинките, од грмушките, па си правевме нешто исто така, специјалитети. Така да интересно. Ово ни беше шанк. Ние бевме внатре. Аха. Ово не е изменето, такво е исто со тие камчињата. Немој да те терам да влезуваш сега внатре, шанкерката. Но не можам да послужам. Ќе направиме сендвичи, види има внатре цвеќенца. бевме ние шанкерите, Аха. тие што правевме сендвичи, од овде тие што купуваат и така им ги дававме и си влеговме во филм. Значи ти секогаш си била таа која што нешто
нуди. Значи овде така. ти продавала сендвичи, сега нудиш нели музика, забава, Да. песна. Се сеќаваш ли на некоја, не знам, еве некоја лудост, некоја будалија што си ја направила, па можеби дома и ќотек паднал заради тоа. Колку ми е срам да зборам на овие Оваа слободно, тема, затоа што слободно кажи многу си. Леле, во моментот што ми текнува се случи баш тука, на тој дел, оваа жолтата куќа. Во тој период многу мали бевме, не знам колку да бевме 6-7 години деца и се собиравме многу голема екипа, друштво тука, идеа и од други места, на тие што им живеа бабите во овоа мало, а тие не живеат веќе, Так. мислам живеат на друго место. Меѓутоа децава идеа тука, се собиравме многу деца и тука некаде со генерацијски со година две разлика. Покрај тоа што си игравме топка и сите тие други игри детски, ние што правевме? Пак ќе го спомнам кафичот кај што почна, бевме, така? да, кај што почнав. Млади излегуваа дотерани све. Ние скриени во еден од двориштата, баш на таа куќа таму од позади и ништо не се гледа. Дека ги фрлавме, ги гаѓавме со јајца. Леле, едно деличе ако те кога ни чуе се сега изврти. Ја поима немам, ама тоа некој го проба да ме најде. Тишко ме. Наташа е таа што е мама Ке ме тужи. Е, тоа го памтам, тоа беше една од големите будали што ги правевме после некое време, мајка ми као дозна. Дали сте вие нормални? Се правили тоа така? Значи, луѓето дотерани све за излегување баш пред кафич ти ги гаѓаш со Ај јајца. сега кажи како би ти било тебе некој да те удри со јајца. Замисли, никако, не сакам ни да помислам. А да не правиме муабет што другиве ми имаат кажувано како истурале со кофи вода од горе, па фрлале нешто друго и тоа е страшно. Некултурно. Наташа, Да се Наташа. пофала. Убаво си прашав јас, луди марили сте биле. Денес модерно Кавадарци е град на кружни текови, елегантен и чист, град кој служи за пример. Пресудно за овој изглед е таа пркосна и движечка енергија од обете страни на градот кој го поделила реката Луда Мара. Легендата вели дека името е всушност по инстинктот на избезумената мајка која си го барала загубеното чедо долж брзаците. И таа била исклучително храбра, како и плеадите востаници и борци кои ги дала оваа земја. Во јуни 1913 година Кавадарци е еден од центрите на Тиквешкото востание, кое го представува првиот народен вооружен отпор против тогашната српска власт. Ова тло е наквасено со јуначка крв. Над неа денеска вишнеат спомениците од Ноб. Спомен Костурницата, вечниот дом на паднатите борци, бдее над градот со својата монументална грандиозност. Оттаму допира ехото на слободата, заедно со песната на една убава кавадаречка душа, која место знаме развиорила глас. Еве го тој видик, фамозен. Според мене, искрено, тука кога сум и оваа тишина и овој поглед како во црква. Мир и спокој. Вака, ќе речам големо било Кавадарци. Големо е, да, Кавадарците, јас знам некои податоци за тоа, се простира на над 1000 километри квадратни и можеби сега и проширено е, со тоа што имаме стварно убава урбанизација, последниве неколку години уште повеќе се средува. Имаме многу развиено и стопанство, и индустрија, и земјоделство, што ни е посебно, нели, значајно, нели, пошто се одликува нашиот град. Има многу винова лоза. Дури морам да ти кажам дека искрено се изненадив од податок дека ставката на невработеност во Кавадарци е 4%, што е наистина многу мало. Морам да забележам дека навистина секоја чест за оние кои што ја одржуваат хигиената, Да. значи буквално нема едно ѓубренце. Нема. И за поздрав е затоа што иако тоа не би требало нели да биде ретко, тоа би требало да биде наша секојдневие, меѓутоа не можам да не Според мене забележам. би требало да биде дискутабилна тема, затоа што не треба да зборуваме за тоа, треба секој да внимава на тоа и да ја чува природата, затоа што Спомена ќе ни врати со винова лоза, како викаше Цацко, рачија, ракија, со ракија, вино, оди песна. Наташа, сцената ракија, е твоја. вино, оди, мезе. Се слуша, не знам, На суво не се пее. Цело Кавадарци те слуша, Наташа повели. Така што се качиш. Тиквеш, тиквеш, убав крај, ти си прекрасен. Кој за тебе се ќе чуе и виде, тој за тебе и ќе паметува.
после овој Немам видик и Да, оваа немам- експлозија треба немам. да го паметите и да го спомнувате. Немам цвеќе, сигурно кога ќе те гледаат, нели, сите ќе ти дадат апло, затоа јас еве во име на сите уште еден. Благодарам. Ова посебно место со концепт во кој символично доминира бетонска стара охридска куќа, во која живеат загинатите чии имиња се испишани на гранитните плочи, е потсетник на најголемото зло – војната. Таа во селото Ваташа одзеде уште 12 млади животи во Втората светска војна, кои бестрашно ја бранеа иднината. Ваташкиот масакр, кој во местноста Моклиште, со стрелање покоси младинци од 15 до 27 годишна возраст, продолжува да ја раскажува приказната за овдешниот непокор. Во спомен на жртвите, изградена е Ваташката спомен костурница налик на два паралелни зидови. На едниот е запишано: смртта стана немоќна пред нашата младост, исправена, пред очите наши загледани, уште тоа утро во иднината. 12-те јавори во спомен паркот со површина од 7 хектари ја символизираат убавината на младоста во Цут, која овде, во Ваташа, шумоли крај реката, порачувајќи дека честа и образот на татковината се безценети, а положената младост вечна. Сега ќе ви покажам уште еден музеј, кој што е еден од првите, да не речем единствен од ваков тип музеј на вкусови и на мириси и вкусови, така беше. Тоа е овој музеј. И тоа што посебно мене ми е драго за овој објект, што внатре има две соби, од кои што едната е во чест со направена на Васил Хаџиманов, таткото на Зафир, потекло, не знам дали знаете, од Кавадарци. Нели младиот Васил е крстен на дедо му, така. И другата е во чест на Никола Бадев. Тука внатре во собите има некои и дури нивни лични работи, покрај слики, покрај други работи и лични нивни работи, така да нешто интересно и убаво за ликови кои што се значени за нас кавадарчани. Во принцип кавадарчани се се покажале како музикални. Васил Хаџиманов е првиот етномузиколог и човек кој што ги собрал многу народни изворни песни од регионот, од Македонија, па и од страна, препеани од наши познати интерпретатори на народна музика, меѓу првите бил Никола Бадев, кој што баш токму Васил Хаџиманов го зел на Радио Скопје да ги отпее тие народни песни и од тука започва блескава кариера за Никола Бадев. Еден од моите омилени интерпретатори на македонска народна музика. Сум пеела на негов јубилеен концерт во чест негова, тоест. И тоа беше едно посебно чувство, едно од ретките моменти кога јас имам трема кога пеам за такви евенти, секогаш сум прилично возбудена. Што пееше тогаш? Пеев песна од него, Која? И баш во моментот не се сеќавам, беше многу одамна. Меѓутоа едно од омилените негови ми е Сношти мина покрај вази, тебе моме не те најдо, срце ми се и од колава трилери си правам. Има многу песни. Има и многу хумористични од тие народните, што посебно мене ми се така кога ги слушаш и смешни си. Знаете дека ој недо, песна која што татко ми еднаш ми рече, оваа да научиш. И јас стварно вие седнав и ја научив песната, ама додека пеам ми смешно е. Ајде, ако да се посмееме, ајде. Че ги дали ќе ми текне баш на сите зборови. Ој недо, мори, убава си недо,
Ой, недо мори, убава си недо. Зашто не ме земеш недо? Ветрот ке те земе кучке, што мана ми најде. А втора строфа иде. И ние сме недомори, луѓе чорбаджи. Од жаба нога недо, од глув, така беше цела пастрма. Од глувче меше недо, полно е со вино. И уште една трета строфа, уште полуда е. И ние сме недомори, луѓе чорбаджи. Еднора лога кине до 9 ми навраќа. Едниот со облекол недо, другиот облекол. И така, од таа време. Народни песни. Ова е спортскиот центар. Јасни спортската сала, јасни. Тебе да земиме, па се надеваме недо, свадба да правиме кучке, тебе да земиме. Наташа, доаѓајќи наваму ја спомена кошарката. Да. Ајде кажи ми за тоа време. Тоа беше 94-та, 95-та. Бев некој 5-6 оделение тој период и нормално сакав спорт многу и едно од активностите што ги одбрав беше кошарката. Играв многу време, едно добри 6 години после како се заминав Битола, поиграв уште 2 години таму. Во занимната гимназија игравме. Имаше интересни надпревари, имаше онакви кампови кои што се организира, што мене посебно ми се усеќавање, гитарче на плажа, пеење во Охрид, Струга, тој дел по хотелите низ Охрид. И деца генерации се собираме и си се дружиме. Каде генерацијски, каде спортот, каде музиката не спојувале. Морам да кажам како ти тече солза од ветров, ќе мисля дека плачеш за тие времиња. Бога ми за плачење. Нели, за плачење. Нели, ми кажа дека ете порано и си трчала, знам дека нели водиш сметка за здравието, за себе, спортуваш, за себе, да. Колку тоа ти помага во одржувањето на линијата, затоа што реално не можеш да водиш нели некој многу здрав живот со овие ноќни свирки настапи. Точно. Сега генетика или спортов кој што го тераш? Дефинитивно е и дел од генетика, меѓутоа и ако не се одржувате, и јас пред се уствари го правам тоа заради тоа што ме исполнува, ме полни баш со позитивна енергија, ми полни батериите буквално и ми дава енергија за да можам да го издржам целиот тој напори за време на ноќните свирки, затоа што и многу малку спијам, затоа што имам и преку ден многу други активности, обврски со децата, со работата, со приватниот бизнис, па и работа во студио, па и нели додека да се спремате сето онаа позадина што луѓето не ја гледаат додека дојдете на настапе, стварно припрема, значи мисля дека не е забавно, нели? Да. Так. Мисля дека не е ништо и дека е нешто многу едноставно или лесно, а уствари станува збор за нешто што бара време, бара посветување и така. Тоа е теренот и патеката која што ја трчев секојдневно, добри 10 километра секој ден, меѓутоа повреди в колено и од тогаш ми е забрането да трчам, па затоа сега вежбам еден спорт во кој што се пронајдов сосема случајно, а го побарав да го учам и да го спортувам од причина што ми беше потребен стрес реливер, значи нешто што ќе баш тоа што го кажав ќе ме ослободи од стресот и ќе ми ги наполни батериите. Вежбам кикбокс. Наташа, не ви кажав до сега. Многу си убава, многу си добра, многу си паметна, се најдам. Земе тука сега се пресметаме, Не те чепко. Па не, зашто ти не знаеш јас што тренирам? Да? Така да се пресметаме. Ќе правиме спаринг. На ферка. Да, кикбоксот е спортот кој што не знаев дека толку многу ќе го засакам и дека е нешто навистина многу интересно. Мојот тренер Александар ми е личен тренер и баш овде во спортскиот центар има сала и за фитнес и малку подолу тука низ центар има сала за каде што јас вежбам кикбокс. Мојот сопруг е и бивш ракометар кога бил тинејџер и кога и адолесцент, меѓутоа исто заради повреда за жал не продолжил да работи, иначе е генерација на Кире Лазаров, ми има многу пати зборувано дека се наоѓале заедно на некои такви меѓународни надпревари се зачекувале и така.
Заедно И ќе беа Кире Лазаров и Кире Малинков. Замисли. Ау. Знаеш колку пати му јам зборам? Нели? Да. Пуф, штета. Многу јако. Кире, штета. Ето, Мислам не Кире Лазаров, Кире Малинков. Големината на една лидерска компанија е во нејзиниот интегритет заслужен со доверба, квалитет, грижа, иновативност, општествена одговорност и јасна визија кон прогресивна иднина. Токму заради овие компоненти, Евроникел Индустри, македонскиот гигант во производство на фероникел, е првиот економски атрибут на модерно и економски напредно Кавадарци. Компанијата е основана во 2019 година од страна на Global Special Opportunities, која превзеде и рестартираше фабриката за фероникел како производител присутна речиси 40 години. Преработката на никеловата руда до висококвалитетен фероникел во најголем дел се употребува во индустријата за производство на нераѓосувачки челик. Со 1000 вработени, кои се најважната алка во производствениот процес, и 1000 семејства за кои представува втор дом, оваа фабрика покажува дека луѓето се највредниот капитал. Кавадаречкиот никел стана амбасадор во светот и бренд во тешката индустрија и за најголемите производители на челик во Европа, Азија и Америка. Она што ја прави оваа фабрика првенка по еколошка свест е изборот на најсовремени еколошки технологии и фокусот кон фотоволтаички проекти за намалување на стакленичките гасови. 55% до 2030 година, со постепено преминување на електрична енергија од обновливи извори. Нејзиниот прв фотонапонски проект со моќност од 35 мегавати ќе отпочне со работа до крајот на 2022 година, што значи проактивна заштита на животната средина со замена на класичните фосилни горива со алтернативни биогорива. Кога една фабрика со се и сите во неа станува организам, таа веќе покажува и општествен манир, а тоа е најубавиот дел од нејзината лична карта. Пример за општествена одговорност е верната поддршка на кошаркарскиот тим Евроникел 2005, минатогодишен вице-шампион на национално ниво. А хуманоста е изразена со подадена рака кон ранливите категории, низа донации во здравството, во културното наследство, чиј најубав пример е црквата Света Петка, инвестиции во образованието преку пракса за средните технички училишта и стипендии за идните металурзи. Понатаму, за најголемиот инвеститор во регионот, нека продолжат да зборуваат делата, а тие се многу. Не можевме да го одминеме, нели, студиото во кое што ќе речам, не знам, почна се. Така да. Почна се од 2009. Ти кажа претходно каде беше локацијата, од таму се преселивме овде. И со Столе континуирано работиме од 2009 како неразделни брат и сестра, а и најдобри колеги, најдобри партнери, најдобар партнер што сум го имала до сега со музиката и направивме, тоест тој ги направи најубавите песни според мене, затоа што го познава мојот сензибилитет, знае што добро можам да отпеам, знае каде се движам со распон на гласот, знае точно да го погоди текстот во моментот, во периодот во кој што сме живееле, сме твореле и се што ни се случувало во истиот тој момент и период од животот, така да до сега еве токму тука се родиле сите тие природно синглови, природно и спонтано баш. Башно природно и случајно настана нашата спојка како партнери и колеги и имаме исти идеи за тоа како би требало и како сакаме да настапиме пред народот и музичка мисла, каква музичка мисла сакаме да пренесеме. Мислам дека тоа најмногу не спои. И се уште не спојува тоа што и уште не сме задоволни од тоа што сме го направили. Тоа што правиме моја Заклучивме дека до крвната група и ние сме сите нулта позитив, се најдовме денеска. Гранд Пек, грандиозно добар и неповторлив вкус на вашата трпеза. Смрзната, домашна вртена паница од Гранд Пек. Во два вкуса, одбери сирење или спанак, одмрзни печи и наврати се кон традицијата. Нови семејни спомени со Гранд Пек. Здраво! Ко готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата.
омлет или хемендекс, на оку или кајгана, абе цело време или. Едино неам дилема масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Од сопствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи. Козји јогурт, козјо кисело млеко, козјо сирење и козја сурутка. Козји производи за здраво детство, силна младост, среќна старост. Ко готвам стално имам некоја дилема, абе цело време или. Едино неам дилема масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Тука нема или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Столе, морам да искористам приликава, Наташа не го гледај сега ти, да те прашам каков соработник е. Знам дека е тешко, кога ти си од оваа страна, па пеачот е во студиото, каков соработник е. Наташа, брзо издавај, ти не гледај, не давај знаци, шарете ништо. Сум жена, доволно е. Можем да кажам само дека најважна работа и тоа најмногу што ми се допаѓа кај Наташа, што е многу вреден работник. И никогаш не се предава и до последно дава максимум се од себе, а од делот на соработник, кога станува збор за некои многу ситни детали, како што претпоставувам дека и повеќето жени се, тогаш имаме проблем. За некои ситни мали работи, што она ги слуша и не можам да ги слуша. Како и секоја жена, или проблематична. Ама добро, сега, пази, сам си, немаш друштво, душа Владче тука позади камерата, не може он да интервенира, да те брани. Пази што ќе кажеш, да не те нападнеме, две сме од ваму, плюс две ве гледаш така нешто пролетно родевко издание. Да, спомнеме кикбоксот. Да, тоа плюс, да не кажеме. Тоа сега во последно време, да. Да, бевме таму ние кај старото студио, кај салата, ми кажа што вежба, како вежба, да не се враќаме, нели? Ајде, сега глупово во студио да зборуваме, да филозофираме брзо, да видам како изгледа еден ваш работен ден во студио. Елено, керко, Елено, ти една мајка, што стоиш, керко, што мислиш, што книга пишуваш. Што стоиш, керко, што мислиш, што книга пишуваш. Пишувам, мајко, пишувам, до градот да плаќам за ова немаше да се случи. Ѓоко, од каде окриенат во кавадар ти ни влета ти во студио сега? Како софра без мене, ракија си ти. Кај ти е чашката? Ева. Ај, зема ти на столе чашката, хајде, добре дојде. Столе ми е брат. Добре дојде. Брат и сестра. Брат и сестра. Још еден брат.
Ето. Среќна Од каде ти овде, кажи ми сега? Ме на здравје, ама како ни влета во студиово? Јас сум овде дома, иначе. Овдека сум дома. Столе му Баш. припиша еден спрат од куќа. Е, па столяко даваш така кажу. Ама толку е еден беше. Толку е еден беше за Ништо, Георго. јас земам од кај тебе од викендицата А го ти идеш земам. кај Да, на јас кај тебе, викендица, да. готово. Јас сум овде Договорени сме, ше староседелец, датата треба да иначе договориме. со Столе имаме свирено 15 години заедно. Од деца мали. Бе, јас да ве договарам, вака немаше да ве договорам. Ете, гледаш? Значи, не знам, ова се вика како беше она на среќата и нема крај. Ајде брзо пејте, значи немам што да ви правам од пејте, брзо, ајде Столе свири, значи Ајде, Столе, брато, свири. сестрава, ајде. Da fino vino crveno momčeto ti je zaspalo momčeto ti je zaspalo na Karakamen planina na Karakamen planina na suvarida bez voda ni pominale ajduci Momčeto dugo ukrale. Ви паднало ли некогаш на памет луѓе да правите дует? Знаете ли вие како звучите? Значи, Знаеме. Сега мене мина. Нели? Да, сега мене. Тоа Столе треба да каже. значи јас Та проблем ми прави. Јас не се разбирам во музика, меѓутоа како еве зборувам како некој слушател, значи вие звучите совршено. Столе? Уште не сум напишал песната за да ги спомам двајца. Време е, мислам дека нели? И да, веќе 2 години размислувам. Да подпишеме петиција. Како ќе се вика песнава Master of Moabet? Еве ти име, еве ти мотивација. Мастер. гледаш? Мастер. Така како сме позрели сите, да, бараме некои вредности што се многу појаки, можеби малку и подзаборавени во ова време што живееме, ама искуството ни налага да направиме нешто и да оставиме нешто многу јако. Овие двајца вокали, од Так. два гласа, тоа мислам дека би било совршено. Да, Наташа се пошегува Виолета Томовска и Наум Петровски, меѓутоа нели шегата Така на ми страна. дојде, не знам Не, зашто. навистина звучите одлично, како не знам да сте пееле буквално цел живот заедно и луѓе размислувајте за дует. Јас сум Јас мртва искрено сериозна. многу се го почитувам и се го сакам Ѓоле, го знае он тоа, Столе истото тоа сме го правеле Моабет го знае, а стварно сакам дует со Ѓоко затоа што не знам, ете ни одговараат можеби бојата, фонот на вокалот, на интонацијата, мислам Ѓоко е Може би прекрасен најважно е вокал тоа што и има приказна. Така. а и целата таа историја на Целата тема. пријателство Се на не сме- Чекај, кажи ми која крвна група си? А позитив. Ништо. Не Со- излегувај, Со Влаче заедно, парови. Така, така. 3:2 уствари. Имаше ти нели некоја соработка со Снупи, па имаше дует со Александра Јанева, значи не те се туги Не, јас би сакала, соработките, навистина така, би сакала, да. А и Тоа е најави во авторот неколку на- наврати дека би сакала нели да соработуваш со колегите, дека секогаш нели и ги Треба да поддржуваш. се држиме сите Па да, Јасно, тоа јасно. ми беше Не, отворени сме и јас и Столе исто размислуваме. Отворени сме за соработка и имаме на располагање идеи, техника и се што ни е потребно и само треба многу работа, треба многу дружење, треба многу работа и да се буквално да се поклопат работите и коцките и да се погоди правата песна со правиот Вистински, текст, правата без мелодија, разлика кој е правата авторот, спојка на значи- сензибилитет, на вокали и на интерпретација да се направи тоа што треба да се направи. Ајде, значи на здравје и една кавадаречка брзо. Столе, Ајде. ти си- Кој? ти си- Столе 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 шишето. со шишето. Како доаѓа. Повторно на исто место стоиме заедно
Сочиве на солзени, сеќавања наидуваат ко стрели, болка срцево ке мине како молја небесна, ме излудува. Години изминати во неповрат, спомени ме мама да те прегрна. Заминувам, знам, залудно се трудам, црни очи, одведете ме и немој да ме враќате. Ме посегнувај по мене, оди, лего мами срцево, тоа нема веќе сила да пати